Комисијата за финансирање и буџет ја заврши амандманската расправа за предлог законот за игри на среќа и за забавните игри, откако беа разгледани 51 амандман и повеќе номотехнички измени. Со тоа, законското решение ја продолжува собраниската процедура и ќе се најде пред пратениците на пленарна седница. Најголемиот дел од амандманите беа насочени кон заострување на условите за приредувачите на игри на среќа. Меѓу предложените измени беа трикратно зголемување на надоместоците што би ги плаќале облужувалниците, автомат клубовите и сопствениците на автоматите, како и воведување построги критериуми за работа на компаниите од оваа дејност, со образложение дека тоа би придонело за намалување на зависноста од коцкање. Во текот на расправата беше предложено и ограничување на работното време на казината на 12 часа дневно, наместо нивно непрекинато работење, како и дополнителен предлог беше изнесено казината да не работат за време на празници и неработни денови, односно барем да не бидат отворени за време на верските празници. Од Министерството за финансии не го прифатија овој амандман, образложувајќи дека казината во повеќето зими работат 24 часа дневно, 7 дена во неделата. Според нив, правата на вработените се заштитени преку законски одредби за прекувремена работа, работа за викенд и празници, како и преку надзорот што го врши Државниот трудов инспекторат. Членовите на комисијата предложија и 10 амандмани со кои се прецизира текстот на законот. Еден од нив се однесува на дополнителна заштита на лицата под 18 години при рекламирањето на игрите на среќа. Со предложените измени, рекламите на интернет, телевизија и радио задолжително ќе треба јасно да содржат предупредување дека учеството во игрите на среќа е забрането за лица помлади од 18 години и дека коцкањето може да предизвика зависност. Дополнително, рекламирањето ќе треба да биде усогласено со прописите што ги регулираат аудио и аудиовизуелните медиумски услуги. Со завршувањето на амандманската расправа, предлог законот за игри на среќа и на забавни игри влегува во следна фаза од собраниската процедура. Од Министерството за финансии очекуваат законот да добие поддршка во собранието и да придонесе за појасно регулирање на оваа стопанска дејност.